Во денешниот дневник на ТВМ ќе гледате. Препораките на УНЕСКО ги поскапуваат цените на становите на брегот на Охридското езеро. Престанува важноста на гарантираните цени на храната. Туристичките потенцијали на Македонија ќе се промовираат во Балтичките земји. Охридски комуналец со апел до граѓаните да престане уништувањето на контейнерите и кантите за отпад. Шведска конечно ќе влезе во НАТО. Со содржините на дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Денес во Охрид имавме умерено облачно време со сончеви периоди. Максималната дневна температура изнесуваше 13 степени Целзиусови. Во среда на Централен Медитеран ќе се наоѓа центар на широко поле на низок воздушен притисок кој што на Апенинскиот полуостров ќе услови нестабилно време со врнежи од дожд, проследени со засилен ветер. Врнежи од дожд се очекуваат и на британските острови и во североисточна Европа. Во останатите предели од Европа ќе преовладува умерено облачно време со сончеви периоди и надпросечно топло за овој период од годината. На Балканскиот полуостров утре ќе доминира умерено облачно време со повремени сончеви периоди. Во крајните северни предели се услови за локални врнежи од дожд. Максималните дневни температури ќе се движат од 13 до 21 степен. Во Македонија во среда ќе преовладува умерено облачно време со повремени сончеви периоди. Ќе биде ветровито и надпросечно топло за овој период од годината. Ќе дува до умерен југоисточен ветер кој што ќе достигне брзина до 20 км на час. Минималните температури ќе се движат во интервал од 0 до 8 степени, додека пак максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат до 9, односно до 19 степени. Во Охрид во среда ќе преовладува умерено облачно време со сончеви периоди. Ќе дува до умерен југоисточен ветер. Минималната температура од 5 степени, додека пак дневната ќе достигне до 13 степени. Во Охрид во четврток и петок ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Во четврток се очекуваат да наврнат до 5 литри, а во петок до 12 литри. Минималната температура од 8, односно 7 степени, додека пак максималната дневна ќе достигне до 13, односно до 11 степени. Во сабота умерено облачно време со услови за слаб дожд предпладне. Во текот на денот разведрување и сончеви периоди. Дневната температура до 11 степени Целзиусови. Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет.
Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Препораките на УНЕСКО ги поскапуваат цените на недвижностите на брегот на Охридското езеро. Становите на атрактивни локации достигнаат цена од 2000 евра квадрат, полуксузните апартмани и по 2800 евра. Но и покрај поскапувањето, интересот за купување на недвижности расте. Умерената урбанизација согласно препораките на УНЕСКО и натаму ги поскапува цените на недвижностите на брегот на Охридското езеро. Новите стамбени објекти се со помал габарит и катност и во централното градско јадро, но и на периферијата. Цените на становите на брегот на Охридското езеро достигнаат 2000 евра квадрат, полуксузните апартмани и по 2800 евра. Според добрите познавачи, поради намалената понуда, цените на недвижностите и натаму ќе растат. Состојбата на пазарот на недвижности е континуирана, активна, динамична. Значи имаме постојанен благ пораст на побарувачката, односно интересот за купување на недвижности, особено на станови и апартмани во Охрид. А од друга страна, исто така имаме постојанен, континуиран интерес за инвестирање и градење во Охрид. И покрај тоа што цените растат, расте интересот за недвижности на брегот на Охридското езеро. Најбарани се малите викенд станови и апартмани. Имаме најава за некои нови градби на атрактивни локации, цените ќе бидат над 3000 евра. Најбарани секако и понатака остануваат викенд становите за задоволување на туристички потреби за клиенти кои што не се од Охрид, кои што се од другите делови од Македонија и надвор од Македонија, или за како инвестиција, значи за станоиздавање. Ако во минатото во Охрид се градеа стамбени објекти во висина од 7, 8 и повеќе ката, денес согласно планот за управување со светското наследство, надвор од централното градско јадро максималната дозволена висина е приземје плюс 5 ката. Мерката за гарантираните цени завршува на крајот од месецов и нема да биде продолжена. Граѓаните стравуваат од ценовен шок и дополнително намалување на нивната куповна моќ во услови кога едва и врзуваат крај со крај. Од Министерството за економија очекуваат со законот за нефер трговски практики, која во собраниска процедура, да се стави ред во трговијата и да дојде до намалување на цените на прехранбените и земјоделските производи. Од 1 март нема веќе гарантирани цени на основните прехранбени производи. Министерството за економија нема да ја продолжи мерката за гарантирани цени која завршува на крајот на месецов. Министерството очекува со законот за забрана на нефер трговски практики, кој во собраниска процедура, да се стави ред во нелојалната конкуренција во трговијата и да дојде до намалување на цените на прехранбените и земјоделските производи. Министерството лани на 20 септември донесе одлука за определување највисоки цени на низа основни прехранбени производи со важност до 29 февруари. Од друга страна, пак минималната синдикална кошница продолжи да расте, што според Сојузот на синдикати е показател дека мерките за спречување на поскапувањата не ги дале очекуваните резултати. Речи 1000 евра му се потребни на 4-члено семејство за да го преживее месецот според пресметката на Сојузот на синдикати за февруари. Во семејство каде двајца родители примаат минимален доход, им недостигаат околу 17.000 денари за да ги задоволат основните потреби, а најголеми трошоци семејството има за храна и за пијалоци. Граѓаните стравуваат од ценовен шок и дополнително намалување на нивната куповна моќ во услови кога и онака едва и врзуваат крај со крај. Скапо е, прескапо. Гледате лебот, маслото, све е покачено, а ништо нема работа. Купувам она што ми е потребно и така. Али треба да се води некој ред, некоја дисциплина да имат во тоа. Тоа е малку чудно, вистина. Јас сама ќе ги трошам 1500 денари денот, демек, знаеш, и то не се доволно не е. Значи, треба да се поводи во државава многу сметка. Така. Јас живеам странство, овде сум сега, али ова е хаос. Па све, скоро све е покачено со цените. Друго не можам што би рекол. Треба да бидеме тоа само на сон. Далеко сме од тоа. Нема што да се каже друго. Тешко е, стварно е тешко. Па повеќе мажот ми пазарува. Мислам дека има покачување.
Граѓаните сметаат дека цените на храната се високи во маркетите и на зелените пазари и дека нема доволно домашно производство на земјоделски производи, а и тоа што го има е скапо. Ако соодветно се однесуваме према земјоделието и добар дел од младите остана, знаете колку е битно една држава добар дел од своите потреби да ги безбедува со свое собствено производство, бидејќи тука имате и гарантиран квалитет, знаете што произведувате и од каде, а вака понекогаш се увезуваат по некои сомнителни канали, нешто ја би нарекол како во црни дупки, сепак дел од Балканот нас не смета во црна дупка и прашање понекогаш што увезуваме и што јадеме. За високите цени на зеленчугот и овошјето земјоделците велат дека како што поскапува се, поскапуваат и препаратите и ѓубривата, а и ретко кој одлучува да се занимава со земјоделие во услови кога младите си заминуваат од државава. Се повеќе земјоделски површини остануваат необработени, а врз родот се одразуваат се позначително и климатските промени. Туристичкиот сектор на бизнис средби во Балтичките земји, како идентификуван целен пазар за промоција на македонските туристички потенцијали и можности. Економските и геополитичките предизвици продолжуваат да представуваат значителни предизвици за одржливо закрепнување на меѓународниот туризам и враќање на нивото на доверба во патувањата, велат од Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот. Во периодот од 27 до 29 февруари, туристичките потенцијали и туристичките продукти на земјава ќе бидат презентирани во трите балтички престолнини Рига, Талин и Вилнус, информираат од Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот. Култура, сончева дестинација, престижно вино, исклучителна гастрономија, авантуристички и рурален туризам се дел од понудата што ќе се промовира и презентира пред туроператори во Естонија, Латвија и Литванија. Ова туристичко и бизнис роуд шоу во Балтичките земји како идентификуван целен пазар е пред почетокот на најавениот директен лет Скопје-Рига од страна на авиокомпанијата Air Baltic во мај оваа година. Роуд шоуто е поддржано од име програмата за зголемување на пазарната вработливост. Директорката на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот Јасмина Лескаровска го потенцира развојот на зелени дестинации и инвестирање во одржливиот туризам. Гледајќи напред, Македонија во идниот период ќе мора да инвестира и посветено да работи за развој на екотуризмот и другите алтернативни форми на туризам, бидејќи во изминатите години многу малку е сработено во рамките на дестинациите и воопшто во нашата земја од аспект на градење на одржливи зелени дестинации. Мора да постои кохезија и директна соработка помеѓу властите, приватните компании и невладините организации, кои се повеќе ги поддржуваат и охрабруваат одржливите практики во туристичката индустрија, истакна Лескаровска. Туризмот е една од најбрзо растечките индустрии во светот и е исто така една од најдобрите причини за зајакнување на економијата на една земја. Македонскиот туристички сектор посветено работи и се соочува со сите предизвици за зајакнување и развој на туристичката индустрија во земјава, велат од Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот. Јавното предпријатие Охридски комуналец со апел до граѓаните да престане уништувањето на контејнерите и кантите за отпадоци. Во последните 2 седмици во 2 наврати предпријатието евидентирало палење на контејнерите лоцирани на почетокот од село Косел. Исто така кај летниковецот кај село Велестово повторно се украдени кантите за отпадоци. На овој начин местото кое треба да представува катче за одмор и рекреација се девастира во простор обкружен со отпадоци. Со ваквите вандалски појави јавното комунално предпријатие се среќава секојдневно, а штетата е повеќекратна. Од една страна, граѓаните остануваат без садовите каде треба да го депонираат отпадот, се прави неред во одржувањето на хигиената и се загадува околината, велат од предпријатието. Палењето на контејнерите представува опасност по пошироката околина и бара ангажирање на надлежни служби. Јавното предпријатие Охридски комуналец во вакви случаи е изложено на дополнителни трошоци за да набави нови контејнери и канти за отпадоци, како во претходните 2 случаи каде се поставени нови садови за отпад. Хуманитарна забава во знакот на ретките. Волонтерите од клубот на млади при Црвен крст Охрид во соработка со младинската заедница од Средното училиште Свети Кирил и Методи, поддржани од Сдруженијето за ретки болести, активно се вклучуваат и во овогодинешната кампања за поддршка на оваа група лица.
За да се соберат финансиски средства за поддршка на лицата со ретки болести, организираат хуманитарна забава со музички таленти од охридските средни училишта. Забавата ќе се одржи во четврток, 29 февруари, во кафе бар Шила со почеток во 20 часот. Влезницата чини 100 денари. Да ги погледнеме и вестите од светот кои што беа актуелни денес. Шведска конечно влегува во НАТО. Историски ден за Шведска, изјави шведскиот премиер Кристерсон. Тој на синокешната пресконференција кажа дека Шведска зад себе остава 200 години неутралност и воена независност. Влегуваме во НАТО за уште подобро да го браниме она што сме и она во што веруваме. Ја браниме нашата слобода, нашата демократија и нашите вредности заедно со другите, кажа шведскиот премиер. Унгарскиот парламент синоќа конечно со големо мнозинство гласови го одобри членството на Шведска во НАТО. Но ова му претходеа тешки преговори најпрво со Турција, а потоа и со Унгарија. Турција се откажа од блокадата во јануари, а Унгарија сега, откако шведскиот премиер лично ја посети Будимпешта и по постигнатиот договор за купување и одржување на шведските борбени авиони JAS-39 Gripen, Орбан попушти и апелираше до пратениците да гласаат за ратификација на Шведска во Западната воена алијанса. Позитивниот одговор од Унгарија со олеснување беше прифатен и од другите земји членки на НАТО. Председателот Махмуд Абас ја прифатил оставката на палестинската влада, се наведува во соопштението од неговата канцеларија. Тој и наложил на владата и досегашниот премиер Штаје да продолжат со работа привремено, додека не се формира новата влада, се вели во соопштението. Штаје ја поднесол оставката поради, како што вели, развојот на настаните поврзани со агресијата во појасот Газа и ескалацијата на западниот брег и во Ерусалим. Светските медиуми пак пренесуваат дека овој потек може да значи отварање на патот за реформи кои се сметаат за неопходни за обновување на палестинската управа. Палестинската управа е многу непопуларна меѓу палестинците, кои ја сметаат за корумпирана и неспособна да осигура безбедност од постојаните израелски упади на западниот брег. Зајакнува сојузот помеѓу Северна Кореја и Русија. Северна Кореја од септември на Русија испорачала повеќе од 10.000 контејнери со муниција или слична опрема, а во замена Северна Кореја добила околу 9.000 контејнери од Русија, чија содржина главно била храна, објави американскиот State Department. Јужнокорејскиот министер за одбрана на вчерашната пресконференција, не наведувајќи го изворот на информацијата, соопштил дека стотици севернокорејски фабрики за муниција работеле со околу 30% од нивниот капацитет поради недостаток на суровини и електрична енергија. Но оние кои произведувале артилериски гранати за Русија работеле со полна пареа. Јужна Кореја и САД ги обвинија Пјонкјанг и Москва за трговија со оружје и ја осудија Северна Кореја дека ја снабдува Русија со оружје за употреба против Украина. И Русија и Северна Кореја го негирале ова и ветиле дека ќе ја зајакнат воената соработка. Германец признал 24 деца на жени претежно од Африка заради документи и го оштетил социјалното осигурување за 1,5 милиони евра. Но нема да биде казнет затоа што не направил ништо нелегално. Како што се наведува во извештајот пренесен од германскиот јавен сервис ARD, во Германија поради заштита на личните податоци не постоел централен регистар за цивилен статус, па затоа не може да се види кој колку деца признал. Германецот пронашол дупка во законот и го искористил тоа. По признавање на децата, нивните мајки добивале дозвола за престој во Германија и социјална помош. Бидејќи е германец, автоматски и најблиските роднини на децата кои ги признал имаат право да живеат во Германија. Досега тоа го направиле 94 лица, пренесува Српски телеграф. Почитувани гледачи, ова е се во првиот дневник. Ви благодарам за довербата. Пријатно.